Кога работиш во фабрика на отворено, обврска и одговорност е да се следат климатските промени и да се заштити земјоделското производство и добиток. Целта на Законот за задолжително осигурување во земјоделството е да се воспостави систем на осигурување кој ќе обезбеди ефикасен, брз и економичен пристап на заштита на лицата кои се занимаваат со земјоделство од ризиците предизвикани од временски непогоди и други настани. Земјоделските стопанства согласно Законот за земјоделство и рурален развој, пред поднесување на барање за финансиска поддршка за тековната година, должни се посевите и плодовите од насадите, грлата добиток и пчелните семејства за кои бараат финансиска поддршка да ги осигураат од штети предизвикани од временски непогоди и други настани. Ризици на осигурување во земјоделскиот сектор се град, молња, поплава, суша, пролетен мраз, бура, пожар, болест и несреќен случај. Предмет на осигурување: посев, плод, грлодобиток и пчелно семејство. Земјоделецот плаќа од 20% до 80% од премијата за осигурување и се стекнува со право на соодветна осигурителна сума, и тоа со платени 20% од премијата се стекнува до 40% од осигурителната сума. Со платени 30% од премијата се стекнува до 50% од осигурителната сума. Со платени 80% од премијата се стекнува до 100% од осигурителната сума. Земјоделските стопанства носители на полиса за осигурување се должни во рок од 20 дена од настанот да поднесат барање за утврдување на штета во друштвото со кое има склучено договор за задолжително осигурување во земјоделството. Нема компромис со климатските промени. Твоја одговорност е да го заштитиш сопственото производство и добиток. Закон за задолжително осигурување во земјоделството.